Добре дојдовте назад во Анекта по пауза од 2 недели. Овие 2 недели во кои имаше доста празници, избори, Скопје беше празно, мене ми се чинеа како вечност. Така што ред е веќе да се вратиме со нова епизода, по онаа епизода со Фиц од новиот почеток, што мене ми се чини како да се сними и да се објави пред 6 месеци, а не пред само 2 недели. Пред да го најавам гостинот во оваа епизода на Анекта, би ве замолила да стиснете лайк и сабскрајб на нашиот YouTube канал, да не заследите на Spotify и на останатите социјални мрежи на Анекта подкаст. За гостин во оваа емисија имаме еден интересен избор. Тоа е 26 годишниот пакистанец Алираза Куреши, кој само на 13 години станува мигрант затоа што излегува од дома за подобар живот. Крајната дестинација му била Германија, кај својата тетка, но животот и околностите го натерале да остане во Македонија, каде што веќе работи и живее цели 6 години. Не би должала многу, не би ви откривала многу. Уживајте во наредниот час во, би рекла, тешката, предизвикувачката судбина на мојот соговорник. Уживајте. Почнавме нешто да збориме пред да се уклучи камерата. Ми кажа дека 2 години, пред 2 години за прв пат се виде со твојата мајка и со твоето семејство после 11 години. Да, тоа е точно е. Пред да почнеме да зборуваме за тоа како од Пакистан со многу проблеми, целта ти било да стасаш до Германија за подобар живот. Да. Ама некако остана кај нас во Македонија. Пред да стасаме до тоа и целиот пат да го раскажеме, Добре. какво беше чувството после 11 години? Ти си бил дете кога си отишол од дома, да се видиш со твојата мајка, со таткото, со најблиските. Да ти кажам, јас кога видов мајка, татко после 11 години, зашто дека јас бев дете кога напуштив државата, знаеш. Кога видов после 11 години мајка, татко, брат, сестра, живи Господ да ти кажам, еве те колно, мислев дека во животот јас што сакав го добив. Значи кога гушнав мајка, татко ми, брат ми, сестра ми, не знаеш како ми беше, демек све ги добив. Јас што сакав, што барав од Господот, дека тоа да доби, ова да добијам. Значи кога гушнав со моите селта, мислев дека све ги добив. А предходно се слушавте ли, можевте ли да се Слушнавме слушате? секој ден со мајка, татко, да. Ба јас кога напуштив 2012 држава, тогаш знаеш, мислам дека немаше толку телефони, ретки имаше. Ја во Турција работев. Таму треба да одиш да купиш, беше една картата 5 лира, таму лира се знаете. Тука има денари, таму лира и 5 лира треба да земеш една картичка, нели надвор што има овие телефоните, ќе ставиш карта натре и да вртиш и тогаш да се слуша со твоите. Ме разбираш? И тоа вака поминав 3,5 години, зашто дека јас многу држави поминав. Демек крајна дестинација ми беше дека Германија да стигнам, зашто дека тетка ми на мајка, сестра, живее таму, сакав кај неа да одам, ама не успев, отидов Болгарија, стигнав Италија, ме врати, значи ме депортирал. Италија отидов преко Измир, преко море, знаеш Измир во Турција има еден место. И Болгарија отидов, Србија бев, и вратен сум од таму исто, и од Хунгарија сум вратен, значи јас до Босна бев, од секде страни бев депортиран, ме разбираш? Ме депортирал, ме разбираш? Тогаш беше многу тешко. А 2017 кога дојдов Македонија, пробав Србија да одам, тогаш граница на Србија имаше полиција многу лошо, да што ти кажам и контрола имаше, тешко да си поминеш. И они почна да тепал тогаш. Сега не знам, за тогаш ти зборно 2017, ама на крај останав тука. Ја мислам дека беше пишано од Господ, ама сега ептен ми е добро, фала Богу. А како едно дете од 13 години решава ете на таков пат да тргне, затоа што знаеме на 13 години, нели, мали сме, ситуацијата кај вас, од кое место си ти во Пакистан, што се случуваше тогаш во државата што луѓето се селеа? Види, јас државата напуштив за подобар живот. За подобар живот, зашто дека
Не може секој да бега од војна или од пари. Секој човек има различни причини, ме разбира, заради кои причина он ќе пушти државата. Мојата причина беше дека ние бевме сиромашни, јас сакав да излезам, зашто дека ја од дома сум голем син. Кај нас така е редено, голем син, он ќе гледа, најстар син, голем син, значи најстар син, тој ќе гледа целата фамилија, мајка, татко, браќа, сестра, ми разбираш? И јас затоа напушти државата, зашто дека ние бевме сиромашни, а јас живеам Пешавар, близок до Афганистан. Мој мачин, јас што ти реков дека пашто зборам и па затоа напушти држава за подобар живот. А како тргна? Како едно дете тргнува, она нели беше, сите знаеа, целиот свет знаеше за бегалците, за луѓе што пеш одат. Гледавме, многу од нас гледа снимки како луѓе чекаат на граница, одат пешки. Како тргна? Јас за ова села поинта го знаев дека што ќе биде, како ќе биде. И тоа знаев дека ако отидов веднешка, тешко да се вратам, зашто дека јас слушнав, ние ги гледаме како вие што кажувате, ние исто гледавме овие видео, снимки, слики, ме разбираш, и слушнав од луѓето, така се случува, вака се случува, ама јас бев принуден. Првата работа со легално не може, зашто дека бев 13 година. Втората работа, јас немав толку пари, или моите родители немаше толку пари да ми собират и да ми испраќаат со авион треба да одам. И третата работа, тешко се дава Германија, Франција, Италија, виза не ти дава, тешко се дава виза. Ако ти даде виза, многу пари се бара. Немав толку доволно пари, моите немаше, да ми помогнат и јас да излезам. А јас решив, мора да излезам од тамо, зашто дека јас во кој место живеам, ти реков дека кај нас во Пакистан има многу народ, 225 милиони, сега за сите нема работа. Значи Пакистан богата држава, тоа мислам дека вие слушате. Ама богата држава, ама нема доволна работа, ме разбираш? Нема доволна работа да работиш, или пример, ја имам мерак да земам убава плата. Не можам убава плата да земам. Од Македонија зашто луѓе бегат, зашто дека не му е доста тука, значи они што сакат да зема плата не може толку плата да зема. Затоа секој човек иде за подобар живот. Затоа јас излезев од Пакистан за подобар живот, ама очигледно дека најдов тука во Македонија. Так, значи одеше пешки, претпоставувам. Да, јас го најдовме крумчар, Војко ми договори со еден човек, рече дека тој е крумчаре, ќе ти носи до Турција. Чекај да објасниме на луѓето што слушат и што гледат, што е криумчар. Криумчарот тој што ти води. Така, значи со кола или со комбе. И водич може да кажеш, и крумчар може да кажеш, ме разбираш? Ама тоа е нелегално. Тоа е нелегално. Значи вие давате на криумчарот пари за да ви изнесе од државата. Да ти пренесе пешки или со коли и преку шуми да ти пренесе во едно место каде што ти си договорен со него, ме разбираш? Он нема да оди со тебе секоја држава, ама нивните луѓе таму се чекаат. Пример, од Пакистан до Иран, јас од Пакистан до граница до Иран дојдов со автобус. Добро? И таму поминавме граница на Иран, исто илегален, преку шуми, и таму на нас чекаше друг човек, друг криумчар. Значи нивните луѓе, ова све врзено е, ме разбираш? Нивните луѓе има секоја државата. И кога поминавме иранска држава преку шума, и таму чекаше на нас еден човек, и ние бевме тогаш 50 души, поминавме границата, дојде еден човек, зема на нас и однесе во едно место. Таму бевме 3 дена, вика, има контрола, значи помошна криумчар бевме 3 дена, беше една шума, таму имаше една големата соба. Да, таму се криевме. 3 дена бевме таму и он кажуваше дека има многу контрола, има полиција, и ако излегувавме сите сега, ќе фати полиција на нас и на вас и на нас.
ние кажавме сите оке, добро, зашто дека секој плаши од полицијата и ние така мислиме зашто дека стигнавме до тука и сега ако ме фати полицијата криво ќе ми биде. Значи јас цело време пешки и на крај да дојде полиција и да ме фати, пак да ме врати назад, тоа е многу тешко. И после ние бевме 50 души и кога 3 дена помина помош на криумчар и после он рече дека сега ќе одиме за Турција. Турција има едно место Ван се вика, тоа е до граница. Значи од Иран до Турција? Иран до Турција. И прво ние бевме 7 души. Не, 4, 5, 7 души ние бевме во колата, 4 беа напред, ние, не, 3 беа напред, а ние 4 бевме позади, во гепек. Значи 18 сати јас и со мене имаше плюс 20 или 30, ние бевме во гепек затворени, 18 сата, зашто дека шоферот рече дека има контрола, не може да вози, а не може да излегуваме, зашто дека вика ако излегувате ќе ви прави проблем и на мене и на вас. Значи од нас имаше еден другар, не другар, ние се сретнаме сите во шумата, останаме како другари и пријатели, знаеш. И он ги тропаше, зашто дека он вика ја не можам да дишам човек, вика тешко ми е. И тогаш беше ладно, мислам дека октомври, новември така нешто, ладно беше. И он вика дека тешко ми е и он затоа го тропаше, тоа е гепекот, ама дојде крумчарот и мене ми удри и него и со мене уште имаше или 1 или 20 и на нас исто ги удри, вика чутите, вика да не зборувате многу. Значи 18 сат, околу 18 сат ние без јадење, без ништо. Без јадење, без пиење. Јадење види, ние земавме за нас, секој човек зема за себе јадење, ма за знае он ние не знаеме дека колку дена ќе седиме, зашто дека крумчарите на нас ги лажат дека за 2-3 сати ќе поминате граница, ќе ви чека таму наш човек и он ќе ви однесе во едно место со кола. Значи он цело време лаже. Значи ние 18 сат чекавме во колата, во гепек. И потоа поминавме граница. Ме разбираш? И пред да поминаме граница, или преку шума пак да поминаме, тоа е граница на Турција, Ван треба да поминаме. И ние бевме 50 души. 5 души што беа со нас и стварно падна. Зашто беше планината, многу тежок беше планината, не знам како се вика тоа планината, се заборавив јас, многу тежок беше, не може да качеш. Секој човек таму за себе гледа. Освен Господ, никој не те помага. На ова место, на ова патот, брат на брат не грижи. Значи секој за себе гледа. Со нас што имаше 5 души, не може да качат и падна. Таму малку ако лизгаш и готово. Ако те фати, ако те помогне некој друг и он ќе оди со тебе. Толку тешко беше. И ние многу работи го видов, многу луѓе јас го видов што почина, не знам кога, ама на некој глава, раце, нозе, такви работи ја многу ги видов. Значи ја во пар пат бев излезен од дома, кога видов овие работи, планирав да се вратам дома, ама после мислев дека ако вратиш сите ќе смеат, ќе викат види, чим излезе од дома, не успел се вратил. И плюс мислев дека толку пари ги трошевме. Ме разбираш како ќе вратиме ова пари, што дека моите немаше пари, они ги земал по заемова. Ме разбираш за мене. И он мисли дека синот кога ќе се среди, кога ќе стигне во едно место, таму ќе работи, ме разбираш, и ќе продолжи и ќе врати пари на нас. А колку тоа те смени како човек што од дета си тргнал на пат и имаш пораснато така, ти влијаеше ли многу што имаш волку лоши работи видено? Јас многу лоши работи видев, зашто дека јас бев млад 13 години, многу тешки работи видов. Јас со многу луѓе поминав. Значи, што да ти кажам, и со добри луѓе, и со лоши луѓе, и со пијаници, и со пушат, и што марихуана, дрога, што го трошат, со сите јас поминав. Зашто дека таму нема друг чаре кај да одиш. Јас Турција кај работев, ние бевме 30 души во една соба, 30 души ние спијавме, сите заедно. Ме разбираш, голема соба беше. И таму ако викаш на некој брат, излези надвор да пиеш или надвор да пушиш, ќе те вика излези од тука. Таму кај ќе одиш?
Принуден си мора да, како да ти кажеш, така ќе правиш. А И што плюс работеше? јазик не знам. Јас во Турција многу работив. Работив во фабрика за кондури и фурна работив и едно време ги собирав овие како се вика овие картони, пластични. Значи јас све работив. Све работив во Турција. А даваат ли, еве бидејќи и таму се работел во Грција понатаму, ви веруваа ли луѓето кога ќе чујат дека ета дошол некој од Пакистан, дека е бегалец, ви веруваа ли луѓето да ви даваат работа затоа што на многу места има да речеме предрасуди? Види, таму верува, не веруваат они, секој човек да себе гледа, ме разбираш? Не, тие што ти давале работа, ви за овие- веруваа затоа што... не, за овие зборам дека дали они веруваат, не веруваат, они само сите човек е, значи секој човек знае за себе, алчан е човек, знаеш, алчан. И он знае дека, моите ако работа за 2000 лира, тој пакистански работи за мене 500 лира, ме разбираш? И затоа он ти земаше за работа. Те користеле, ме разбираш? А те користат кога знае дека кога дваја време на платата, тогаш ќе ти зафркава, ќе ти вика, сен месец нема да ти каже нешто. На крај месец ќе ти каже кога бараш дека дај ми плата, тогаш ќе ти вика, брат, ти вика не може да работиш, цело време тука дремеш, значи таму нема верување и не верување, ме разбираш што дека они те гледат на камера, цело време те гледаат. Значи секој дукан, секој фабрика има камера, мислам дека секаде има и кај нас има, кај да работиш. Ти гледаат. Па, разбираш? мислам дека има, а не Да. би требало да има. Па и има во Турција, ја каде работив, сегде имаше камера, ја кај работив и 12 сат работим. И не смеш да седнеш? Не сме да седнеш да работи, 12 сат мора да работиш. И плюс некој пат ќе ти вика, ајде сат време да работиме плюс или 2 сата ќе ви платам. Имаше многу луѓе што ми платило убаво, имаше кој не ми платило убаво, зашто дека таму во Турција, ја мислам дека сегде може така е, ако не знае јазик, ништо не си. Без јазик, значи човек ништо не. А ја во Турција работев, не знаев јазикот, не ми давале плата. Не разбираш и не може да расправаш со човекот, зашто дека не разбираш што да ја кажеш, што да му кажеш. А колку време се задржа таму? Јас во Турција 3,5 години бев. И научи турски? Турски научив, ме разбираш, и курди научив. Сега турски курди зборам, а не баш зашто дека не ги користам. Кога дојдов тука, кога напуштив Турција и отидов во Грција, значи разбирам све. Можам да зборам, ама не е толку како што А зборат каде другите. беше во Грција? Јас после заминав за Грција, да. А каде, во кое место беше? Јас бев во Патра. Таму работив и имаше едно друго место се вика Нью Хораки во село. Таму ја работив таму 2,5 години и земјоделец. Значи 2,5 години таму бев. И таму истото беше, истото. Во една соба 40 души и 50 души, ме разбираш? Така беше. А успеа ли во текот на сите тие години ти пружили некоја држава или меѓународна организација или нешто друго затоа што си бил дете можност да се образуваш? Имаше ли можност да учиш? Имаше во Грција, ама јас не идев зашто бидејќи ме кажуваше луѓе што живееле со над пакистански, афганистанци, што јас знам индисците, непалски, бенгалски, овие јазики ја што знам, они викаат дека брат тука ако нема документи те фаќа полиција и те носи во затвор 6 месеца или 18 месеца. Тоа е вистина. Таму ако немаш документи илегално ако работиш, ако те фати полиција, ако те види и ако те фати 6 месеца или 18 месеца, сигурно те носи во затвор таму. Затворен камп, тоа сакам да кажам. За нас како затворе. Кога си на граница во камп, така? Да. Од организацииве, од некои други невладини, немаше ли можност некоја да се образуваш? Имаше. Ама јас во село работев, ја не отидов во камп. Ја ако идев во камп, тогаш ќе ми беше подобро, ќе учив грчки јазик. Ја не научив грчки јазик, не знам. И како се разбираше таму? Па јас таму работив со пакистанци, со афганистанци. Ја немаше врска со грк да работам. Имаше од нас еден главен, што знае си јазик и он за нас
најде работа и он кај ќе кажеш таму ќе одиме и работиме. А што работеше? Па јас земјоделие работев, со портокали работев и работев компири, кромет, пиперки, значи све работев јас. А ми кажа дека ти имаат од неколку земји депортирано. Како дојде до тоа да те депортираат? Каде Види, те депортира? Ако те фатат до граница, сигурно тука во Македонија ако те фатат до граница, пример. А не, но тебе каде те депортира? А мене би ти по пример, ја кога стигнав во Италија и они италијанците знаат дека ние од кај сме дошол, ме разбираш? Они знаат сигурно дека ние сме дојдени од Турција и они директно ги фали на нас пак Измир. Пак назад во Измир те вратија? Да, на истиот брод. Но дали поради ова се, бидејќи нели гледавме особено во Грција каде што луѓе се давеа во бродови, во чамци, преплавени се. Мислиш ли дека сега не е за жал се уште смирена бегалската нели криза во светот? Мислиш ли дека ќе беше полесно ако државите имаа малце похуман пристап и не би морало ти како дете да мораш да одиш пешки по улици, по патишта и да се снаоѓаш и да седиш некаде илегално. Затоа што многу луѓе сметаат дека ти сега сакаш некаде, си сакал ти во Турција илегално да седиш. Дали секој човек на светов не сака така да живее? Кој сака да живее така? Прво јас за себе зборам, како вие што кажа сега, јас не сакам да бидам затворен, јас сакам слободен човек да бидам. Кај сакам можам да одам, ме разбираш? Не сакам прима да се крием во едно место да работам, чекај тука да не дојде полицијата да не ме фати, немаме документи, или пример кај во една фабрика ако работам, газда ако не ми дава пари, не може да пријавиш. Зошто? Дека немаш документи. Ти ако одиш во полициска станица да пријави човеко, паро они тебе ќе те фаќа зашто да ја немам документи, ќе вика брат, ти немаш документи, ти што бараш тука? Мене колку пати јас мисли во Турција да идам да ги пријавим ова газдите, зашто дека не ми дал пари, не ми платише платата како што треба, ама после јас мисли од себе, човек, ако отиде може, ако те врати назад во Пакистан, што ќе правиш? Значи секој човек се плаши. Јас нема да зборам за држави, секој држава добра е, ама јас ќе зборам за мојата држава Пакистан. Ако пакистанска држава беше добар, ние нема да се враќаме тука. Никој нема да оди во друга држава да работи, ако мојата држава беше окей. Ако и да тргне пешки. Ако имаше таму убава работа, кој будала, јас сега будала сум дека тргнам пешки, мисли дека јас, ако бев дете 13 години, кај нас 13 години, 14 години, не ти викат дете, таму ќе ти прат свадба. Едно време така беше 13 години, 14 години, дали машко, женско, ако е машко, ќе го оженат, ако е женско, ќе омажат, ме разбираш. Ама таму немаше такви работи. Ама ја разбирав дека ако идам на ова патот, тешко да се враќам. Ама јас не знам како се испасев, фала Богу, мислам дека тоа помош на Господ и молитвата на моите родители што сум денеска жив и здрав. Значи ја многу тешки работи видов во шума. Ние кога поминавме граница, треба да одивме, треба да идеме во Грција преко море. Има едно место, тоа се вика Коз, се вика, не знам, во Грција. Таму треба да одиме, ама не може да поминеш, мора да одиш преко море. Јас тогаш се договорив со крумчарот, јас бев, со мене имаше други луѓе, ме разбираш, каде што работевме ние заедно, 12-13 души, се сретнавме сите заедно и се разговаравме со еден крумчар, викаме да одиме во Грција. Тоа ти зборам 2015-та. Реков дека да одиме во Грција и таму ќе работиме или понатаму горе ќе одам. Така ми беше планот. И ние се договоривме тогаш $1200. Ја тоа ти зборам 2012. И вика, добро, не е проблем, дојдете. Ние кога стигнавме во шумата, не знам како се вика во Турција, тоа место Бодрум се вика, не знам како се вика. Бодрум или Бодрум, не знам. Да, добро, Бодрум. Бодрум, да. Турција, да, Бодрум, да. Грција. Да, Бодрум. Турција, Грција, кај има граница, територија. И па стигнавме тамо, веруваме ова, јас ти кажувам дека јас што гледав. Имаше многу бура. Не разбираш? А кога има бура, тогаш полиција не иде. Секој крумчар тоа мисли,
Зошто дека на него тогаш му е подобар кога нема полиција, ме разбираш? Мгм. Значи вака му е страф, не излегува он. Ме разбираш? И имаше многу бура. Веруваме дека јас ти зборам пред јас што видов и со мене имаше многу други другари. Ние гледаме дека дојде еден брод голем. Не чемеч, чемеч е мал, така? Мгм. Тој голем беше. Мора да собираш на ова брод 35 души. Ама тој крумчарот го стаил 90 души. За да земе За повеќе да пари. земе повеќе пари. И веруваме дека кога ова почна да вози, А и ти беше на бродот? Да, на бродот седна 90 души или 85 души, повеќе седна така нешто и почна да вози, ме разбираш? Значи оди кај Грцијата, имаше бура. Веруваме дека имаше бура, ова бродот кога стигна на средина или мислам дека не стигна на средина, преврти. Кога видов јас, страф ми А ти остана. внатре? Не, јас бев на страна, јас не Не, седнам не на беше ова брод. Не, качен. ти кажав дека јас гледам на пред мој А, очи, ти дека си јас видел не како седнав, се дават луѓе. Да, како се дават луѓето, кога гледав јас вака, јас крумчарот беше со нас и викам на другарите, брат, јас не одам. Зашто дека јас што гледам ова, нема шанси јас да идам. И така реков и да умрам нема да одам. И он ми вика крумчарот дека ако не одиш, пари нема да ти давам. Зашто дека ние таму ставиме пари на гаранција, ме разбираш, на еден човек. Пример, ако те знам тебе и ти кажувам дека брат ја одам во Грција, кога ќе стигнам ти ќе дадеш на тој човек пари. Додека ја не стигнам нема да дадеш пари. Добро? Ти викаш оке, не е проблем. И он ми рече дека брат, ако не одиш, пари нема да ти враќам. Тогаш ја мислив дека јас таму работив 3,5 години, 3,5 години работив во Турција, добро, не ги собирав толку пари, дојдов тука Грција работив, 1200, Турција работив јас 3,5 години, мислев дека не ги собирав толку пари, само толку пари ги собирав да идам до Грција и мислам дека таму ќе работам. Сега ако ти зема ова $1200, шо ќе правиш? И па јас мислев дека принуден сум сега, или ќе поминам, или ќе задавам. И стварно така кажав. Или ќе умрам, или ќе стигнам. Ајде, име на Господ, нема проблем. Ајде, реков ќе одам. И на крај се качи? Да, кажав дека одам. И они рече, не, чекајте сега малку. Сат време помина и ние седнавме, мислам дека 17 или 16 души бевме. Имаше бура тогаш. И он на нас ги излаже дека за 2 сати се вие таму, а имаше бура. Немаше толку страшна тогаш, ние кога седнавме, ама пак имаше. И страх беше, не знам што ќе биде, како ќе биде, да не дојде пак. И рече за 2 сати ќе стигнавте вие таму, ние кажавме, оке, ама кога седнаме, 6 сата зема, зашто дека вода која те носи таму, која ти носи вамо, и многу пати водата влезе натре во Чемеч, ние седнавме во Чемеч, се влезе натре, значи, не знам како да ти кажам, како стигнав, Господ знае. Јас те викам дека помош на Господ и молитва на моите родители. Тогаш беше најисплашен или имало и друга ситуација која ти било толку многу страв? Не, тогаш не бев толку исплашен, зашто дека ја еднешка го видов од кога ти викам, кога поминавме И сикаш или ќе поминам или ќе умрам, тоа е, нема друго. Ти кажав дека кога поминавме Турција, ние бевме 50 души, 5 души загина или изгаи отишол, ме разбираш? Значи не ми беше толку страв. А имало некоја друга ситуација таква кај што најмногу ти било страв, кај што викаш готово отидов јас, нема да сум жив веќе. Имало ли ситуација таква некоја? Да, јас кога стигнав 2017, ние бевме 6 души, кога стигнаме во Македонија, влеговме едно место, немаше крумчар, ние сами решивме, другарите викаме нема да платиме, абе овие крумчарите многу пари ги земаат, остај овие. Ние сами меѓу нив ке договоривме, ќе утвариме тоа мапа, GPS и сами ќе одиме. И купивме пауербанка за да имаме батерија, ме разбираш, и да се полниме. Веруваме, ние кога стигнавме во Македонија во едно место, не знам местото како се викаше, дека ја парпат влегов во Македонија.
Преку Сега, Грција, така? Преку Грција, да. Сега ако кажи ја можам да ти носам на таа место, зашто дека ја во Гевгелија кам работам, знам местото. Ама не знам како се вика. Пар пат кога влеговме, изгубивме во шумата, 7 дена ние бевме натре. И веруваме дека вода, ние пијавме од ова најстрашна вода ше од дупките води што има, знаеш. од долу, од кал. Долу, да, од кал ше има. Пример, има едно место таму, име стигде дупки, таму има вода од кало, тоа ќе пиеш. Тоа ми најтешко беше. На крај на устата ме излезе крвот. И тогаш мисли дека сега ќе умрам. Толку тешко ми беше. А ми гледаше други другари, ме разбираш, и он еднош шалише. Демек сака да ми насме, вика, леле, вика, он ќе умре, вика, сега. После толку пат си викаш сега ли на крај? На крај, да. И толку тешко ми беше, на уста ме излезе крвот. Значи, не бевме јадени ич, а не бевме пиени ич, ама водата, не таа вода, човек треба да пие вода од чешмата, ме разбираш? Така немаш да пиеш И на прљава ова вода. на ова на кал вода кај можеш не ти оди. И затоа јас со Македонија тука направив, мислам дека 3 пати операција тука Македонија направив. Еднаш за жолчка и за бобрезите. Значи 3 операции јас направив тука. Сигурно и од храната, и што не си Ја јадел, мислам од дека што вода бев секаква. во шума, мислам дека заради тоа. Да, и доста млад, мислам, Да, дете, толку Мислам работи дека што до ти се пати или 3 случиле. пати јас направив. И добро и операција на тука. крај, после толку време пат, значи тоа било 2017 пред 7 години, Да. значи ти исто толку години, не, 5-6 години си бил веќе излезен од дома. Да. Како на крај па реши Македонија да останеш, а не да одиш преку Германија? Веќе ти досади да се мачиш? Више се измачил многу. Многу се измачив, зашто дека ти реков дека ја кога стигнав во Македонија, пробав да идам Србија до пати. Ама до пати ме вратил. Тогаш имаше тешка, многу имаше контрола граница во Србија. Имаше Македонска, српска граница Да, или горе не, со Унгарија? македонска српска граница ти зборам. Зашто дека ја бев во Македонија. И Добро. пробав да одам во Србија, македонска српска граница ти зборам. И 2 пати отидов и се вратив. Реков не можам и више се смачив многу. И на крај решив тука ќе останам во Македонија. А после мислев ако сакаш да останеш во Македонија, мора да научиш јазик. Зашто дека мислам дека немаше тука преведувач. Имаше еден преведувач, ама он највише англиски зборуваше. Ама јас сакав јас да научам јазик. Тогаш за месец и пол така македонски јазик го научив. Ја мислам дека од Зорд го научив. А каде живееше во Македонија кога дојди и кога реши дека ќе остануваш тука? Ние бевме 40 дена во Табановсе, во Кам. Таму имаше организација УНХСР, Срменкърс и ИОМ, што викаме. Имаше други организација, сега името не ги памтам. Сите ги помогнат за нас, значи све што сакавме ние и помогнал за нас. И на крај останав во Македонија и ме дојде еден адвокат што се вика Митко. Вие што се слушнавте вчера со него. Многу добар човек, збор нема за него. Ја више 7 години сум клен за него и работам со нив, GRS, и исто они ми помогнал. И во Срменкърс ми помогнал, ми зема И што точно сега работиш? Јас точно работам како преведувач Винојуг Гевгелија, Винојуг, да. Таму преведувам ови јазици како што ти реков дека јас знам толку јазици. Со луѓето што живеат во кампот им преведуваш? Не, што идат натака. Што транзитираат само. Транзитираат и кога фаќаат јас за нив преведувам и во кривичен суд исто преведувам, обвинителство преведувам. Значи сегде ја преведувам, МВР, полиција. Има други луѓе како тебе што го работат ова или само ти си? Има уште еден не, уште 20 има, еден е од Афганистан, тој работи во Табановсе, Лојан е вакцинце исто со Срменкърс како преведувач, има еден преведувач од Иране, он исто работи со нас во Гевгелија. И он исто како преведувач.
А дали има други луѓе од Пакистан во Македонија што имаат останато? Си имаш ли запознаено? Имаш ли некого сретнато тука или само ти си? Само јас сум, мислам дека. Јас не ги видов до сега. Други идат како транзит, знаеш, пакистанци, афганистанци, индисите, непалци, сирици, сите. Они седат тука, пример, 5 дена, 10 дена или 2 дена, 3 дена, после они идат нагоре. Знаеш, дека секој човек сака да оди Германија, Франција, Италија. Тука за разлика од другите места, потешко ли ти беше, полесно ли ти беше ета таа сама работа да најдеш место каде да живееш? Ти сега предпоставувам не си имаш стан во кој живееш, куќа. Македонија најлесно ми, ама од почеток ми беше тешко. Знаеш, тоа е сегде така дека после тешко иде лесно. Ме разбираш? Не може да најдеш лесно. Кај нас се вика, ако сакаш да добиеш нешто, прво ќе изгубиш нешто. За мене тоа е тешка работа, јас мајка, татко ги остави, браќа, сестра ги остави, значи нели викаме дека на ова свет најбогатство ти е родителите, ме разбираш? Јас ги остави зошто? За подобар живот. И за нив, и за мене. Да гледам и за себе, и за нив да гледам. Значи, мене ми тешко беше Македонија од почетокот и после Господ ме отвори вратите и почнам да работам. Значи, мој адвокат Митко, он сакаше, зашто дека тогаш мене никој не ме знаеше. Он сакаше да преведувам обвинителство, судот, ме разбираш, да ме знаат луѓето дека има тука преведувач. И после ја почнав обвинителство прво да преведувам и со сите организации работев и уште работам, фала Богу, и суд идам, со полиција, со МВР, со АНБ, значи со сите преведувам. И како ти беше во моментот кога ти имаш сега нели лична карта што е она за привремен престој, да, што за од хуманитарни причини добиена, имаш и пасош, така нели отиде кај твоите родители? Да. Како се чувствуваш после толку многу години кога во джеп имаше лична карта прв пат и пасош што се на твое име? Нешто што си немал предходно. Да ти кажам, многу значи порано многу се нервирав кога ќе добијам. Знаеш, тоа е нормално секој човек. Да ти кажам, кога добив личната карта, не знам како да ти објаснам дека колку бев среќен јас. Така со тоа можеш сега банка во сметка да си отвориш нели во банка, да патуваш, да бидеш слободен. Можам, да. И има една обвинителка, значи сите обвинители, сите суди, значи осебено обвинителство, многу ме почитуваат и имаме на одличен однос со работка. Исто судите осебено. Судите многу ме почитуваат, сите судите многу ме почитуваат и имаме на одлично однос со работка. Значи, сите ме почитуваат. На 2018 ја кога идев обвинителство да преведувам Маја обвинителка Конеска. Ме разбираш, презимето не го знам. Значи, она многу ме помагаше, зашто дека ја прв пат со неа почнав да преведам и да работам со нив. Значи, она ептен сакаше дека ова човек да доби тука документи, ме разбираш? Зашто дека он ми гледаше дека ти знае толку јазици, ме разбираш? И тоа. Значи, сите, фала Богу, ме почитуваат, сите. Значи, ние што сме немале проблеми... И тоа сум ја благодарен за сите. Затоа и те прашам ова, ние што сме немале никогаш таков проблем и нели никој не би требало на светов да има таков проблем, не може да сватиме нешто што нас ни е секојдневие, дека имаш во джепот лична карта, што значи за еден човек дека не може да се движи ако ја нема таа лична карта и документи. Па види порано кога немаше секој ден нервози, нерви, ме разбираш, си збудалив. Ама сега што имам лична карта во джеп, пасош, сметка ги отварил, Господ ми отвори врати, фала Богу, работам сегде, не ми е проблем. Дали сега се чувствуваш после толку време, не само послободен, полесно ли ти е, полека, мислиш ли дека ќе ги заборавиш, не да ги заборавиш, ама дека ќе се ублажи болката од сите стресови што си ги имал? Нема да заборавам, мора да памтам тоа.
види, Не да ги заборавиш, ама Да. да не ти е тоа толкова траума да ти пречи да бидеш пак среќен, да имаш пријатели тука, па и семејство. да, нели? да. Значи, едно време ги мислив овие работи дека не можев да заборавам, ме разбираш? И ти викам, уште не можам да заборавам. Ама зашто барем дека- не те кочат во да. секојдневниот живот, дали Да. до тоа си стасан? Така е, во право си. И јас само да ти кажам на работа, пример, човек, јас мислам, јас што бев порано, не треба да заборавам. Така е. Затоа, види, ти ако ми викаш дека али јас имам проблем, јас викам остај, лаже. Зошто дека јас не поминав. Кога ја поминав овие болки, јас поминав ова патот, ја ги видов тешки работи, јас не можам да заборавам. Ја ги видов многу тешки работи, не можам да заборавам, ама ќе пробам да заборавам. Некој пат мислам, не секој пат. Мислам Тоа е дека нормално. вака. Мене ми најтешко беше кога напуштив држава, тогаш не се гушкав со моите. Тоа е ептен жално се за мене. Толку ми е тешко. До сега. Остај овие работи ја што поминав во шумата, или преку граници, јадавме кјотак од полиција, во иранска полиција многу кјотак ме даде, не само на мене, сите ги јадавме кјотак, ме разбираш? Кој ти дозволува да влегуваш на другите држави илегално, ме разбираш? Легално, окей, илегално никој не ти дозволува, така? Многу кјотак го јадавме, значи јас ова се можам да заборавам, ама тоа не можам да заборавам кога напуши државата, не се гушкав со моите, а тоа ептен тешко ми беше кога мајка ми рече, вика, знај дека сега нема да се видиме. Тоа најтешко ми беше, кога решив да одам од Пакистан. Тоа најтешко ми беше. А зошто не ги гушна тогаш? Не размисли? Немаше време. Немаше време, ја планирав дека ќе одам утре, ама јас дека отидов ќе имаш кај време Вујко, да се поздравиш. Да се поздравам само со моите, не со другите, само со моите. Види, кај нас се викаат, додека не завршуваш една работа, не кажувај на никого. Значи, моите роднини никој не знаеше, освен Вујко ми и освен тетка ми што живее Германија. Освен овие никој не знаеше. И ја реков кога ќе стигнам, после на сите ќе кажам дека јас моментално сум тука, ме разбираш? Ама тоа ми беше жално што не гушкав со мајка, со татко, со брат, со сестра. Значи тоа ептен ми беше тешко. Зашто дека немаше време, ја мислев дека утре ден ќе одиме, ама тој ме излаже Вујкото и Крумчар вика не, тој вика денеска ќе одиш. И после поминале 11 И тогаш години. и немаше, и телефон немаше. И 11 година помина, ме разбираш. А кога ги чу прв пат за да знаат дека си добар? Од кога си А, излезе од дома, кога успеавте прв пат да се после- чуете на телефон? После 11 дена, јас се чував со моите. Јас кога слушнав со мајка, дома кога се јавив на сестра ми, извини, јас не се јавив. Со мене беше еден другар од Пакистан. Не толку близу другар, јас ти реков дека се сретнаме во шума сите, таму останаме другари. На нив се јави жена и се јави. И јас реков, кој ти се јави, вика жена, ја реков, јас да ти дадам две броите и кажи му нека кажува кај мене дома да се јави на мајка ми или на татко ми и каже дека вашиот син ви чека да ви се јавите. Ме разбираш? И он рече, окей, јас ќе кажам на жена. Он дал број, една минута не помина од моите се јавил и кога слушав со татко ми, многу тешко ми беше и викам дека мајка ми каде е да се слушам и со неја, па он вика во болница заради тебе, вика 11 дена јас со моите не се слушам воопшто, што дека ја немаше телефон. Толку тешко ми беше. Добро помина сега. А сега добри се мајка ти, татко Сега, ти? фала Богу, мајка, татко, Сестра, сестра. колку браќа и сестри имаш? Ја имам еден брат, машала, еден сестра има, машала, да. Ама ти си И, најстар. значи, ние сме 3 деца. Дали е тоа мало или големо семејство во Пакистан или има луѓе што имаат повеќе деца? Не, има повеќе деца. Да? Ние сме само... Вие сте само само тројца? 3 деца, да. А дали можеш сега, покрај тоа што ти е срам да одиш ке луѓе, да си кажеш дека и Македонија ти е дома? Да.
Мислам, се чувствуваш ли како дома? Да, Тебе да. Пакистан секогаш ќе ти биде Да. дома. И ова ми исто како втор дома. На сите луѓе што се преселени од дома, секогаш имаат две куќи, не може да заборавиш да ти кажам, ти мене, дека Да, мене ми е Македонија како дома ми е, супер ми е, овао ми е, не ми е проблем, фала Богу. карактерот и културите на Пакистан и на тоа дека ти поради твојот карактер не си може би како многу луѓе од таму, ама не знам дали се забележали тука во Македонија дека луѓе си одат по гости, секој ќе те викне кафе да пиеш. Мене ми викаат сите на гости, вика, Зашто е секој ми многу вика нормално дојди и кај нас. да пиеме кафе. Да, јас ти викам дека ако ми вика никој, идам. Ама мене ми е срам, не одам толку лесно. Тоа те прашав пред да се запали камерата. Имаме ли некои сличности помеѓу културите, кујните? Ти фали ли некое јадење од Пакистан? Пакистански јадење ме фала. Тука, Што има, еве, кажеш? Види го тука, пакистански ориз немате. Значи во Каков цела е тој Европа ориз? има пакистански ориз. Има едно ориз, големи ориз. Само тука во Македонија. Покрупни зрна? Да. Само тука во Македонија нема. Тоа многу ме фали. А што има друго што нема кај нас да си купиш да си изготвиш? Бидејќи немам јас гости често од Пакистан у подкастот да чујат луѓето што ќе гледаат. Да, друго се оке. Само ти викам дека ова тој ориз ме фалат многу, а ја ако правам јадење, јас ги правам како јас што сум учен од дома, да. Јас готвам тука моите јадења. Да, ја ако идам кај никого, они ме готват јадење, значи мене ми убаво, супер, не ми е проблем. А зачини се наоѓаат што ги има кај вас? Зачините немате. Тоа да ти сега сакам да ти кажам. Фала што ми посети. Зачините нема тука. А што е типичен пакистански зачин што не може да се најдеш? Сега не можам како да ти објаснам тоа. Кажи на што е слично. Лути работи? Лути работи, септен лути, а тука нема толку лути. Тука има црвени бибер, така, и црвени пипер, да. Има тука, не си толку лути и стомак ме боли. Јадам од што не е луто те боли стомак? Па сега, од кај да знам сега јас. Значи ја многу луто јадам. А ова црвен пипер го стам, мене ми стомак ме боли, не знам зошто. Па веројатно зашто не си навикнат, сите не сме навикнати на нешто. Сигурно. А што друго, например, те беше чудно да речеме, во нашата култура, што го нема таму, бидејќи сепак нели си од истокот, ние колку и да сме Балкан, сепак нели спаѓаме да речеме на западните земји. Што ти беше исто шок во оваа држава? Што ни е различно во културите, да речеме првин? Тука има и повеќе различни вери. Македонија по тоа се разликува од другите балкански држави, ама што например во културите ти беше поразлично од кај тебе дома од Пакистан? Верата не е проблем што дека кај нас има многу вери, се почитуваме и тука исто. За вери немаме проблем. Јас ти кажав дека Македонија, значи многу македонците и што живеат тука, албанците, ромците, сите што ја гледам, значи многу убав народе, многу мирно народе, значи убаво народе, тоа сакам да кажам. Значи нема проблем. Јас затоа гледам како мој во Пакистан да сум. Значи никој не ми закачил, фала Богу, до сега. Значи мене ми оке, не можам ја сега лошо да кажам на никој. Значи за мене се оке. Сите се супер. Не ми е проблем. Ниту македонски не ми прават проблем, ниту албанци, ниту роми. Значи никој не ми прави проблем. Мене све ми е оке. Супер. А има ли нешто, ако ништо не ти изненадило, затоа што исто и тие држави важат за некои каде што луѓето се гостопримливи? Јас имам некаде чуено дека има еден дечко на YouTube од Босна што возел со точак низ Јордан, натаму во многу држави, дека многу луѓе ќе те понудат да те нахранат, ако треба да спиеш, ќе ти дадат место кревет да спиеш во источните земји. Ете, тоа не ти било шок. И во Македонија сите нудат јадење и се. Ама, например, македонската музика, филмови, ти се допаѓаат ли тие работи? Да, ја гледам. Не знам дали знаеш, во Македонија, во Пакистан живеат македонски народ.
Да? Време на Александар кога беше. Мгм. Хунзите викат, кај нас се живеат во Пакистан. Затоа не ми е чудно, мене ми е окей, супер е. Да ти се допаѓа ли нешто од македонската музика? Сега практикуваш исто и за јазикот да го учиш? Македонска музика, македонски филмови. Да. Јас филмови не гледам, зашто дека ја и пакистански филмови не гледам, мислина ти кажам. Индиси највише гледам, серијали гледам индисите, не гледам пакистанци, вистина ти кажам. Песните македонски, да, ме бенди се убави, си супер. Значи, има некои песни, јас и порано, не знам, на Радио Слободно ја го пеев две песните. Значи, од овие една песна многу ме бенди се, запеам само за мајка, за татко, дека ти не плачи мајко, што сум далеко. Само за мајка, за татко, значи ова ептен ми окей. Супер. Да, таа е народна, Да, народна песна. да. Дали слушаш пакистанска народна музика? Колку па... Да, слушам музиката, ама серијали не гледам. Значи, дали таа, еве, бидејќи пак ќе кажам, не е дека имаме постојано некој од Пакистан гостин во подкастот, а дали таа народна музика вашата во Пакистан е и тажна и меланхонична, исто како нашата? Многу тажни песни има. Исто е, по тоа слично ли е затоа што народите што историски имале... Ама не македонско. Не, таа тежина, жалина, затоа што земјите што имале војни, што пателе од сиромаштија, секогаш имаат... Да, има тажни песни, кога слушаме, пример, во Пакистан, многу работи се случали и после луѓе ги прават тажни песни, кога тоа на времијата кога имаше проблем со Индија, Пакистан, што дека Пакистан и Индија едно време беше истата држава, ме разбираш? И после кога ги разделил, мислам дека 47-ма се разделил, имаше тогаш проблеми многу, се тепа тамо, вамо, знаеш. И тогаш ги направи песни, да, тажни песни, кога гледаме, значи тешко е. Дали... Тешко ми иде, да. Тешко ти и сега кога ги слушаш? Да. И примери, тука има многу песни, јас се реков, тоа е една песна, ти не плачи мајко, што сум далеко ова, и слушам га шумат шумите. И тоа, значи, тажни песни, било која, нема врска само пакистанска, и да е индиска, македонска, англиски. Добро, англиски ја не слушам толку, ама пример те кажувам. Ако слушам некоја тажна песна, тешко ми иде. Тоа да, нормално. Кажа дека си срамежлив, емотивен си плачеш на музика, сите луѓе плачеме на музика. Па, плачам како не плачам. А бидејќи ја спомна Ти не плачи мајко, песната што е... Што сум далеко, да. Не ми сега ќе срамота не ми текнува на насловот на песната, таа од има и преработки неколку и песната оригинална што е од Пепи Бавтировски, мислам дека беше. Сега знаеш како јас тука македонка, ако не го знам насловов, ќе ме утепаат луѓе, се смеам. Ама кога е следниот план да се оди во Пакистан? Имаш во план да одиш пак? Имам планирам здравие. Се не знам или оваа година или другата година. А далеку е, нели? Колку патуваше со авион? 5000 километри е Пакистан, или може повеќе. Јас од тука, од Скопје летав во Турција, таму бев како транзит. И од таму директно Пакистан ме фати од Истанбул до Исламабад, се викаме, кај ние симнуваме, Пакистан, Исламабад. 6 сата ме фати. Значи е далеку е. И затоа ти викам 5 километра. А сакаш ли и твоите да ги донесеш тука еден ден, да видат каде живееш? Да, еден ден, да. Сакам да ги донесам и да видат кај сум, кај седам. Ама сега кога ми гледат, многу се радуваат. Гледа дека како одам, значи како облекувам, кај работам, зашто дека јас на моите родители све кажувам и они знаат дека син ме кај работи и кај оди, ме разбираш, да ти све кажувам на нив. Да, лоши работи, знај, не дај Боже да се случи нешто, такви работи не кажувам. Јас кога напуши државата, тоа што ми случи, никој пат не реков на моите родители дека во шума тоа се случи. Еден ден мајка ми се јави, тогаш јас бев тука во Македонија, не отидов во Пакистан. Кога отидов во Пакистан, тогаш мајка, татко ме праша и другите роднини ме праша, ај кажи сега вистина, кога помина ова патот,
толку, колку маки ја видел, колку тешко ја видел, тогаш ја кажав. Значи, додека не се вратив ја дома, не реков на мајка, на татко дека мама така се случи, тато така се случи. Не сакам да секирам, сакам они рад да бидат, да уживат како што треба. Значи, ако му викам тоа имам проблем, ова има проблем, ќе секират. За еден ден мајка ми се јави, мислам дека 2019-та. Вака се слушаме секој ден, фала Богу, ама тоа ти кажувам да ти посетам дека 2019-та мајка ми се јави, вика, другарка ми денеска плачеше, вика, мама, зошто што е работата, вика, мојата мајка работи едно место и таму има другарка. Вика, другарка ми рече дека синот ми заглави во Гарсија негде, во шумите, и вика ми се јави и плачеше дека мама многу тешко ова, она, и вика јас со нив плачев, јас реков и кажав на неа дека моето син Али до сега не ми рече дека мама така се случи, вака се случи. И истиот ден вечер ми се јави и ми вика, прво ми кажа за другарка и ми рече, вика, кажи вистина дали тебе се случи така. И јас му реков, мама, кога ќе дојдам дома, тоа ќе ти објаснам, ама ништо не се случи, ти уживај, не се секираш. Сега помина, ја реков, ако и да ти кажам така, ќе се секираш. Не можат ништо да сменат, што ќе направат од дома. Не може што дека помина, тоа што помина, ме разбираш. Џабе да јас да се нервирам моите, ме разбираш. А како им е на твојот брат и на сестрата, бидејќи они се уште во Пакистан или успеа да се иселат? Не, таму си таму. Не сакам да дојдат они. Пример, јас што видов тешки работи, ја не сакам моите такви тешки работи да видат. Не сакам. А дали им е на нив барем малку полесно од кога тебе ти е тука подобро, и тоа што може би не треба да поминуваат низ истите работи? Малце подобро ли живеат они сега во Пакистан, твоите брат и сестра? Да, супер е кај нас, не е проблем. Ако ние се гледаме, уште подобро е за нас. Да, значи ти не би сакал, да. Не би сакали они да треба да го поминат твојот пат. А дали они сега таму може да најдат работа? Како се снаоѓаат? Има работа, има татко ми работи, мајка ми работи, ми разбираш. Ама јас ти кажав дека ние бевме тогаш сиромашни, ми разбираш, немаше доволно пари. Значи кој бега од својата држава, кој бега од семејството? Никој не бега така, ама кога имаш маки, кога имаш проблеми, кога ти е тешко, кога не можеш да најдеш таму работа како што треба или не можеш да добиеш платата како ти што сакаш, и нормално тогаш човек сака да напушти држава, да оди да работи. Значи никој не сака од мерак. А дали ти е баш на ова пат? Баш ова пат никој не сака да бега. А успеваат ли они да се образуваат сега таму, завршиле ли школа? Да. Мојата сестра мажена е, она стоматологија заврши, значи она супер. И брат ми учи, дека он е помлад од мене 6 години, учи он. Тебе дали ти е во план сега кога веќе имаш и лична карта, имаш и работа, веројатно имаш доволно време и си малце смирен да продолжиш со образованието кога веќе имам план. Знаеш дека остануваш во Македонија? Да, ние вчера се правиме муабет со адвокат ми, со Митко. И планиравме, јас реков, значи ја лани така мислев и на Радио Слободно така кажав дека сакам да завршам образование, тоа школа сакам да завршам. Ама се надевам ќе завршам. А докаде стаса таму? Колку има школа до сега завршено? Докаде стаса во Пакистан со школата? Јас само основно, дека ја бе 13 години, основно завршив. Значи средно си бил по пат си работел? Да. Но предпоставувам веќе македонски знаеш, постои можност тука да си завршиш образование. Знам да зборам, знам да читам, знам да пишам. Не ми е проблем. Да, на кирилица ми враќаше, се изненадив затоа што... Не ми е проблем никако. А како се вика вашето писмо во Пакистан што пишувате, затоа што не ми се... Чудни ми се буквите, ги немам видено. Буквите, ние исто арапци што има букви, исто и нашите имаме. Кај нас две букви се користат. И англиски користат, и арапците што имам, тоа се користиме. Јас да ти кажам, не знам на моите алфабети како се вика. Да.
А тоа мислиш дека пошто не пишуваш одамна ќе заборавиш или не ти е Јас тешко? пишувам секој ден, не ми е тешко што дека ја во суд Збориш, преведувам. да, избориш со да, твоите суд работиш, не преведувам, можеш да заборавиш. Да, и пишувам, ме разбираш, мене преводи пишувам, значи нема шанси да заборавам, фала Богу, не. Да. Заборави се, мислам, не знам зошто во мозок ми се врати само дека симултан работиш, ама преводи има и судски преводи и документи и се. Не можеш да излезеш од шема, и нели, да затоа ти викам пишуваш. не можам да заборавам. Супер е. Мислам, не може, нели, човек да си го заборави јазикот, но... Тоа е нормално, ама види ако јас ти кажам човек ако се труди, значи не било да се заборави. Не може да се, па предпоставувам никој не може да си го Да, заборави да, јазикот, така е, иако така. пишува и се, ама и македонски се изненадив на кирилица кога ми пиша Да. дека немаш никаков проблем и за читањето и пишувањето не ти беше исто многу време, не ти требаше да научиш. Зборење е полесно. Зборење ми беше полесно, а читањето ми беше малку тешко. Пишувањето не, читањето да. Зашто дека пишувањето ја го еднешка го гледав секој ден како се пишува, ме разбираш? И јас го гледав и оке, супер ме дојде. Па мислев ако не вежбаш ќе заборавам, ме разбираш? Тогаш не можеш. Ама секој ден пишуваш добро, лошо, добро, знаеш. Добро ќе пишеш или да пишеш не добро ќе избришеш пак, ме разбираш? Ама мене ми е тешко со читањето беше. А сега веќе предпоставувам многу време е поминато, не ти е Не толку ми е тешко. проблем, да, не ми е проблем. Да, кога читам, не ми е тешко, ама полека читам, зашто дека не сум вежбам уште, сакам уште да вежбам, ме разбираш? Ама читам, не ми е проблем. Па добро, а како... Не си грешам, ама полека читам, тоа сакам да ти кажам. Да, па јас мислам баш ми е импресивно дека некој за месец и пол има научено да Да, збори јазик, ама да. кога збориш веќе 9 јазици, уште еден, не е ништо. Па види, кај нас се вика секој задача има решение. А дали и другите луѓе во Пакистан, ти што ги знаеш сега токава нели огромна држава, зборат повеќето луѓе повеќе јазици? Дали е тоа случај со повеќето луѓе? Види, кај нас се изборат овие мајчињаци секој знае добро, англиски зборат, арапски зборат кај нас многу луѓе. Арапски знаат, ме разбираш? Тоа за други поради... јазици не ги знам, ако живеете надвор од држава сигурно знаат. Ама англиски знам дека кај нас не сите ови што учат знаат. Новата генерација знае англиски перфектно, подобро од мене. Како сите што знаат помлади во светот англиски на компјутер седат, на Па сега мобилен. тоа Сите Кај знаат. нас на времијата не беше така. Па да. И сега све компјутерајз ние така се Да, кажуваме, да, компјутерски да. се така е сега секој знае. Па добро, и ние покасно научивме, ама да, во право си сега е дури, не знам дали си забележал, дури дијалектот им е американски, децата знаат толку да зборат убаво англиски. Јас во Македонија, кога ќе чујам деца што зборат англиски, звучат како да се американци, немаат акцент, немаат дијалект. Не можеш да кажеш дека... Ема и тука има многу што зборат англиски, мислам дека, знаеш, многу убаво англиски зборат. Македонски народ знае многу англиски, да ти кажам, шпански зборат, англиски зборат. Тоа знаеш зошто, како кај вас со индиските серии, тука да. имаше порано, во Македонија порано имаше многу шпански серии. Така е. Па мислам дека знаат супер перфектно, не е проблем. Да, привршувам уште малце пред бидејќи не сакаше да пиеш кафе, да те прашам за пакистанското кафе. Дали и кај вас имало кафе што е слично како тука што го викаме турското? Јас да ти кажам истина, кај нас ги користат во Пакистан само турско кафе, а јас никогаш не пиев, ниту таму, ниту тука. Да, а онаа традиција што ја има во многу муслимански земји со чајот? Чај со млеко. Чај со млеко како во Англија што? Да, чај со млеко, да. И затоа ти викам дека турското ја во Пакистан не го видов ова турски кафе или Нескафе, и јас не го видов, лично јас не видов. Кога дојдов Турција, таму гледав има и кафе, има
не с кафе и такви работи. Значи ја во Пакистан лично не го битам. Не ми беше не ми беше интересно, ама јас само пакистански чај пиевме со млеко, тоа толку. И А уште тука таа што ти е користам. А тука што ти е замена за пакистанскиот чај? Кој е најблизок до Не, ја и пакистански чај пием. Јас сега отидов дома, и си зема? мајка татко ми купил, брат ми отиде и сестра ми многу работи, пакистански отишол, зачини ова, она, чај, вај ми Ти даде. пратија за дома. Имам, не е проблем. Значи имаш уште залиха. Да, Фала ти Добре. Извините, прекинав. Не, окей, готово. Фала ти многу. Се надевам дека ќе имаме прилика пак да ни бидеш гостин. Благодарам што ме викате вие. Се надевам пак ќе се видиме за убаво и за арно. Да, фала ти уште еднаш многу, Али, и секако се слушаме и И гледаме. на вас исто благодарам и убав ден да имате и на сите исто. Тоа е тоа, чао.